Господин Златковски, во која фаза е проектот New Waves? Треба да одиме веќе во фаза во која она што е на почетокот кажано на самиот проект, верификација, нудење на радиостаниците на издржани проверени информации, треба веќе да биде во некоја фаза каде што радиостаниците наскоро ќе може да го користат. Точно, проектот New Waves навлезе во последните 3 месеци од своето спроведување и со задоволство истакнувам дека поставените цели се скоро 90% исполнети. Останува да се случи уште организацијата, односно пуштањето во употреба на делот од платформата наменет за обука на радиопрофесионалците, како и спроведување на мобилноста за професионалците од радиостаниците во Македонија, што треба да се случи во првата недела од мај во Осијек, Република Хрватска. Во изминатите скоро 18 месеци од спроведувањето, морам да истакнам дека беше вложен голем труд на сите учесници во проектот. Голем број на професионалци од радиостаниците, исто така и од високошколските установи, беа ангажирани во изработка на наставните материјали кои што се веќе во фаза на потврда на нивната вредност, согласно правилата на самиот проект, зашто не беше целта само се изработи текст или материјал кој што ќе биде прифатлив само за високошколските установи, туку тој текст требаше да биде разбирлив и за крајните корисници, тоа се радиопрофесионалците, односно професионалците кои вработени при радиостаниците. Самиот процес на валидација е во завршна фаза, очекуваме дека до крајот на март ќе заврши таа фаза и од 1 април веќе треба да стартува официјално обуката за професионалците од радиостаниците, се разбира на волонтерска основа, на доброволна основа. Сите оние кои што сакаат да ги подобрат своите знања во 4 модули кои што се поставени на платформата, може да го направат тоа бесплатно, додека вкупно 6 мина од Република Македонија ќе заминат на еднонеделна обука во Хрватска. Се разбира, тоа е во соработка со другиот партнер на Универзитетот Гоце Делчев во овој проект, тоа е националната мрежа Канал 77. Со задоволство истакнувам дека платформата, дигиталната платформа, главниот производ на овој проект е веќе поставена, оперативна е, и во завршена фазата на тестирање, што значи дека истата има можност да биде посетена од страна на сите оние кои што би сакале да се запознаат со нејзе, да ги видат сите делови од кои е составена и да искористат дел од материјалите кои што се веќе поставени, а во догледно време ќе бидат поставени сите 240 материјали кои што беа изработени на страна на партнерите во овој проект. Ако одиме во насока на оно што е најважното, кој ќе биде бенефитот и што конкретно добиваат радиостаниците кои што учествуваат и кои што ќе се приклучат на оваа платформа, ќе ја користат? Новинарите или најточно професионалците кои што работат во област, особено во помалите медиуми или медиумите кои што, дури најточно, медиумите кои што обстојуваат во малите средини, каде што изворот на финансирање е недоволен за да ги одржат своите трошоци и живеат претежно од донации кои што доаѓаат од извори кои неретко захтеваат услуги за возврат за информирање за средства кои што ги примат, ќе имат неголема корист. Зашто со овој проект можат да совладаат техники за создавање на вести и за тоа да бидат платени. Не од страна само на еден донатор, туку од поставување на цела група на така наречени позадински финансиери од кои што може да дојде до средства. Така, например, еден од модулите кои што е поставен на него, а тоа е прибирање на средства, им покажува како можат да создадат вест кој што ќе биде поставена на по новомакедонски агрегатор на вести и од таму да биде избран како извор на новина, од кој што се разбира ќе забележи одреден број на кликови и ќе биде платен. Сведоци сме на експанзија на медиуми во интернет просторот и од она што кој што се најавува како натамашна следна револуција во него е дека традиционалните медиуми веќе лека полека ќе огубат своето значење и дека всушност единката ќе биде извор на новината. Проектот им нуди на локалните радиостаници да избираат материјали проверени од лажни вести, дезинформации и така наречени мисинформации. Тоа се трите категории од кои што информациите кои што ќе ги содржи платформата ќе бидат исчистени, бидејќи прво ги проверува вештачка интелигенција и на крајот ги потврдува човечки фактор.
Што значи дека бојазноста или опасноста да бидат обвинети за пласирачи на лажни вести е апсолутно спречена. Оттаму, корисноста за радиостаниците е двојна. Прво, имат извор на бесплатни изворни информации, кои што дополнително ќе се зголемува дури кога ќе заврши проектот. И второ, преку поседата на курсевите кои што се веќе поставени, може да ги подобра знаењата на самите вработени или на другите кои што соработуваат со нив. Па од неважен фактор на обстојување на локалната заедница може да стане возначителен фактор на создавање на вести кои што ќе бидат посетени самите жители на населеното место и од тоа да заработуваат. Тоа се, според мене, клучна помош која што може да им придонесе до финансиско осамостојување на радиостаниците, со што им се создава можност да акумулираат средства за подобрување на нивната техника, која што е основа за емитување на радиопрограма, и второ, уште позначено е да овозможат средства за привлекување на кадар кој што ќе им создава вести или ќе станат дел од мрежа на создавачи на вести од кои што исто така може да создадат пари. Рекоте во финална фаза е кога завршува проектот и која е неговата иднина по завршувањето? Што е иднината? Проектот официјално завршува на 8 јуни, значи да 3 месеци од денес, и по неговото завршување веќе се надзира каде ние би сакале да се движиме како конзорциум. Поднесен е предлог проект за продолжување на нов New Waves, така наречен New Waves Plus, кој што од постоечките 8 гради партнерство на веќе 17 членки. Внатре се вклучуваат уште 4 високошколски установи и уште 9 радиостаници, што значи дека се зголемува бројот на извори на информации, извори на искуство. Ќе се работи на уште повеќе на тоа да професионалците станат дел од мрежа кои што ќе ги разменуваат сопствените искуства. Така, наши вработени од радиостаниците во Македонија, овој пат надодадени и со студенти од УГД, ќе можат да одат и да разменуваат искуства со професионалци и студенти на други универзитети и други радиостаници во Европа, од вкупно 17-те, за да се стекнат со знание како тоа новинарството и радиостаниците како медиуми обстојуваат во другите средини. Се разбира, не се може да биде копирано и да биде применето во Македонија, но некои принципи може да бидат применети. Пак ќе кажам, сведоци сме на експанзија и експлозија, како сакаме да го наречеме, на подкасти кои што се самофинансирачки проекти. Радиостаниците никој не вели дека мора да емитуваат по строго определена шема. Секоја варијација од основата може да биде извор на финансии, што може да значи и осамостојување и продолжување на дејноста. И да се подсетиме дека еден од најголемите хитови на Queen говори токму за тоа. Мирното време допрва доаѓа.